Почитувани сограѓани, едноставно се прашуваме дали овие луѓе кои се појавуваат на пресконференциите на СДСМ живеат во Прилеп, токму заради нивната несериозност и нереалност, желбата по 10 изборни циклуси, Прилеп да го вратат во минатото се уште живее. Само овие поединци сакаат Прилеп да биде најзабателениот град во Република Македонија, како до 2005 година кога млад функционер беше Сашо Велески. Но колку повеќе ги гледаат граѓаните нивните ликови на телевизија, толку поголема ќе биде и разликата на следните локални избори. Следниот пат кога ќе излезат на прес, ги замолуваме да кажат што нивната криминална банда направи за Прилеп. Мислевме дека Велески ќе се устрами од тоа што тој и неговите сопартици го сторија, па никогаш нема да си дозволи ни да застане пред општината која уништија, а камоли да одржува и пресконференции. Господине Велески, со ова што го зборувате не веруваат ни вашите вработени во Микронтек. Сумата од 200 милиони се пари од блок дотации, пари за плати. И чудно е ова вие да не го знаете. Оваа сума која спомнувате доколку имаше општина Прилеп, ќе беше најбогатата општина во Европа. А каков ефект имаат пресовите на Сашо Велески, покажуваат и поразите што ги има доживеано континуирано во последните 10 изборни циклуси. Најдобро беше бидејќи немате ниту еден проект реализиран во вашата кариера, пресот да го одржите предаден Микронтек, бидејќи на тој терен сте најдобри, а во политиката сте губитник.